сепак остануваме на тема медицина, но еден сосема поинаков аспект. Вештачката интелигенција веќе навлегува во секоја пора од нашето живење, но можеби најсуптилно и најзначајно тоа се случува во медицината. Како професионалците ги подготвуваат здравствените системи, но и здравствениот кадар со цел да бидеме во чекор со се она ново што се случува во дигиталниот свет. Дознаваме утрово од разговорот кој што следува за предизвиците и за се она што треба да го направиме со цел да имаме многу подобар и посовремен здравствен систем. Разговарам со Моника Симјанова Мишева, која што е координатор проектен преку ChatMed платформата и исто така професор на Финки. Благодарам за издвоеното утрово и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Моника, кога зборуваме за вештачката интелигенција во здравството, мора веднаш да се постави и прашањето дали станува збор за некоја подалечна иднина или е нешто што веќе го живееме, ние можеби помалку за разлика од некои други земји, но каква е состојбата? Така, вештачката интелигенција не е ништо ново во здравството, поготово за нас истражувачите кои што доаѓаме од академска средина. Секогаш ни била предизвик да правиме модели, да правиме некакви анализи на податоци кои што во иднина нели ќе дозволат некакво предвидување на состојби и така натаму. Но во последно време овие технологии се значително напреднати и ние веќе се подготвуваме за големо влегување на вештачката интелигенција, дури и официјално во здравствениот сектор. Иако веќе во фрагментирани состојби тоа постои. Значи, постојат апарати кои што веќе имаат вградена вештачка интелигенција, ја помагаат диагнозата. Значи, вештачката интелигенција веќе суптилно е на некој начин навлезена во здравствениот сектор. Платформата ChatMed всушност има два клучни дела. Едното е истражување, второто едукација. Зошто е многу поважна едукацијата на медицинскиот кадар во однос на тоа што се нуди еден IT софтвер? Така. ChatMed е еден интересен Horizon проект од Twinning програмата, кој што има за цел пред се да ги подобри капацитетите на истражувачите кои што се вклучени од институцијата и имаме една research компонента која што токму ја разгледува употребата на вештачката интелигенција во здравството. Да се направи софтвер, да се истренираат модели на податоци за доменските експерти е предизвик, но не е од толку големи размери колку што е предизвикот како сето тоа да се имплементира во вистинскиот свет, значи во секојдневието. И ние како истражувачи мораме да се поткуваме, значи кои се предизвиците кои што нели не следат, кои што не очекуваат, кога сакаме нештото да го ставиме во пракса. Бидејќи тука не се работи веќе само за точност на предвидувањата, за ефикасна употреба на вештачката интелигенција, се работи за нешто многу повеќе, како што се етички норми, како што се регулативи со кои што ќе се соочиме на национално ниво, па како тие регулативи се поравнети со регулативите од Европска унија и така натаму. Значи, зборуваме за едно сеопфатно интегрирање на вештачката интелигенција, а не само како софтверска компонента која што треба да ги подобри диагностичките способности на лекарите пред се. Од ова што ни кажувате, има навистина многу работа и повеќе аспекти кои што треба да бидат разгледани. Меѓутоа, каква е состојбата во моментов со нашиот здравствен систем и што е она што клучно можеби недостасува за Македонија веќе целосно да може да ги прифати овие напредни технологии? Да кажам дека од една страна сме во предност заради тоа што се уште во целост ги немаме прифатено сите регулативи и тоа ни дава дозвола ние да пилотираме со најразлични проекти за да можеме да мериме перформанси каква би била интеграцијата во иднина. Но тој период нема да трае уште долго, бидејќи Македонија работи на процесот на прифаќање на европските регулативи и апсолутно мораме да се поравниме поготово со Европскиот акт за вештачка интелигенција, кој што стапува во сила, бидејќи и за во иднина да можеме да носиме нови проекти, ние мораме да прикажеме дека сме подготвени да ги прифатиме проектите и имаме механизми како да ги спроведеме. Значи, неопходно е порамнување со сите регулативи, но повторно ќе кажам дека како здравствен сектор сме многу отворени за соработка и наидовме навистина на голема поддршка и од компанијата Sourcix, која што е национален вендор на македонскиот систем за здравствено раководење и на Министерството за здравство.
Каде се всушност вистинските пречки? Дали во регулативата, која што неколку пати ја споменавме веќе, податоците или навиките кои што ги имаме како генерално и како население, затоа што ова треба да биде прифатено и од целиот здравствен систем, но потоа секако и од пациентите и корисниците. Па да, би рекла дека во сите три аспекти, значи сите три работи треба да се расчистат. Луѓето треба да бидат подготвени за тоа прво што значи вештачка интелигенција и како да ја употребуваат. Значи вештачката интелигенција треба да се гледа само како една нова алатка. Исто како назад во времето кога се појавиле компјутерите. Секако дека постои еден период на адаптација. Од друга страна, професионалците треба да се навикнат на користење на вештачката интелигенција. Се првите всушност кои што можат да го имплементираат сето ова во пракса. Ете така, токму така, бидејќи честопати сега кога веќе нели почна да се појавуваат овие интересни технологии, се споменува тоа дека лекарите ќе бидат заменети со вештачка интелигенција, што е апсурд. Значи тоа не би се случило, бидејќи самите регулативи првенствено тоа не би го дозволиле. Значи треба да се гледа на нешто што навистина ќе подобри дијагностиката и ефикасноста на лекарите. Од трета страна, навистина тоа што е најзначајно е дека треба да имаме квалитетни податоци. Со покревање на самата свесност, поготово кај експертите, дека одлуката на тие системи зависи од квалитетот на податоците, ќе доведе до тоа тие самите да даваат поквалитетни податоци, бидејќи вештачката интелигенција учи од човековите пракси. Ако имаме квалитетни пракси, ќе имаме и квалитетни предвидувања. Ако имаме непотполни податоци, фрагментирани податоци, тогаш и предвидувањата не можат да бидат во целост нели доверливи. Сега Македонија веќе станува дел од европското семејство преку EU for Health. Што значи оваа иницијатива пред се и што може од таму да донесеме дома како новитет, но и подобрување на здравствениот систем? Така, таа иницијатива е пред се намената за уредување на полисите во една земја. Има многу програми кон кои што Северна Македонија може да се приклучи или како партнер, па дури и како координатор. Во тека е подготовка нели на кадарот за да може да аплицира на тие програми, постојани тренинзи, постојано учење, како можеме да се прилагодиме, како можеме нели да го подобриме нашето работење. Со тоа што Македонија би станала нели член на една ваква иницијатива, значи дека се отвораат многу пред се финансиски можности кои што се предуслов за процесите да се подобрат. Како изгледа една тренинг сесија со медицинскиот персонал? Што е најважно прво да се научи, ако може така да се каже, и колку тука можеме всушност, колку да бидеме отворени за едукација со оглед на темпото кое што го имаат исто така нашите здравствени работници и како се создава добро подготвен медицински кадар? Тренинг сесиите пред се треба да бидат взаемни, треба да бидат интердисциплинарни, да не бидат само во насока дека инженерите пренесуваат знаење од вештачката интелигенција кон докторите, бидејќи навистина и нам ни е потребна многу доменска експертиза. За да направиме ефикасен систем, треба да навлеземе во темпото на докторите, во нивната логика, во нивниот начин на размислување. Така, би рекла, тренинг сесиите се секогаш интердисциплинарни, со многу заеднички дискусии, кои што навистина на подолг период се одразуваат на квалитетот на софтверите кои што ги развиваме и токму тоа се случуваше во проектот. Значи, на некој начин растеме заедно и се навикнуваме да работиме заедно, бидејќи сепак доаѓаме од два различни света. Така. Што покажува вашето досегашно искуство и праксата која што веќе ја имате во оваа сфера? Колку време ќе ни биде потребно, дали се тоа месеци или години, за веќе да фатиме некој ритам и да можеме да кажеме дека сме во чекор со се она што нуди вештачката интелигенција? Па би рекла дека во однос на истражувањата сме во чекор, апсолутно, со тоа се согласувам, но во однос на имплементацијата би поминале неколку години. Зборуваме за вистинска имплементација која што ќе биде прифатена, ќе биде сертифицирана. Од друга страна, можеме да пилотираме со различни проекти веднаш, бидејќи имаме поддршката од институциите кои што се одговорни за тоа. Така што би рекла дека за едно 5 години веќе сигурно би ги имале првите системи кои што би работеле јавно како поддршка на сегашниот систем за здравствено раководење. Колку е важно националните регулативи да бидат во координација со европските, за да можеме да бидеме сигурни дека безбедно се користи оваа технологија? Тоа е најважно. Најважно е да бидеме во текст со европските регулативи, за да избегнеме некакво преработување на регулативите одново и одново,
кои што би го забавиле целиот процес, поготово тоа што сега веќе европските проекти побаруваат ние да ги имаме прифатено регулативите за да бидеме координатор кој што е компетентен да води европски проекти. Со тоа апсолутно се согласувам и дури некако полека интересот и на истражувачите оди, како што кажав, на повисоко ниво, значи се тргаме повеќе од изработката на софтвер, бидејќи тој дел го владееме, одиме во насока на изучување на полисите, за да можеме да направиме софтвер кој што е комплетно комплаент со регулативите кои што ги предлага Европската унија, бидејќи во скоро време дури ќе се прави и регистар на софтвери со вештачка интелигенција, така што било кој софтвер да може да се стави во пракса, ќе мора прво да биде регистриран во тој регистар на Европската унија. Неизбежно е прашањето околу тоа како во моментов граѓаните во Македонија ја користат вештачката интелигенција од аспект на здравје. Верувам дека и вие се почесто гледате примери дека за медицина граѓаните користат да ги пронајдат кои им се симптомите, да дадат некогаш можеби и самите диагноза, да читаат медицински наоди, што е она што треба да го знаат за веќе достапните апликации од вештачката интелигенција. Како гледате на овој тренд и колку всушност тоа може да биде и неправилен начин на користење на оваа алатка? Така, би рекла дека позитивните придонеси се повеќе отколку негативните придонеси. Веројатно тоа зависи од начинот на кој што ја користиме. Начинот на кој што ја користиме. Ќе се научиме како да ја користиме, нели, со годините кои што доаѓаат и треба да се знае дека и вештачката интелигенција греши минимум онолку колку што греши и самиот човек, бидејќи податоците на кои што е изградена сепак доаѓаат од рецензирана литература, но и таа рецензирана литература знаеме дека не е безгрешна. Но од друга страна, граѓаните многу повеќе се едуцираат за здравствените состојби, што е многу позитивно и доаѓаат поподготвени кај лекарите. Неодамно бев на една панел дискусија каде што лекарите кажуваат дека сега пациентите доаѓаат со навистина тешки прашања кои што побаруваат од нив дополнителен ангажман за да ги одговорат, што е апсолутно позитивно. Секој треба да биде свесен за својата состојба, да биде подготвен за самиот себе и очигледно овие отворени алатки навистина добро ја сработуваат таа работа. И ми зголемуваат работата и на докторите. Моника, за крај на разговорот, постои ли правилен начин, еве, на крај тоа да ни биде и пораката од разговорот, за лаиците да научат како безбедно и правилно да ја користат оваа технологија без да бидат загрозени или, ета како што споменавме, без многу и да навлегуваат во давање сам на себе диагноза или пак исто така читање медицински наод без тука да биде и консултиран секако професионалец, односно доктор. Така, мислам дека треба да се покрене една национална кампања за едукација на сите нас, како да ја користиме вештачката интелигенција и не само во здравствениот сектор, туку во различните сфери, како да се однесуваме кон неа, како да ги толкуваме податоците, бидејќи колку и да изгледа едноставна таа интеракција со машина, не е толку едноставна, крие многу работи, дури и ефикасноста на работниците може да се зголеми со правилно искористување на вештачката интелигенција, така што ета јас би повикала на тоа да се разгледа како една идеја дека треба на национално ниво да се развие некоја кампања за едукација во однос на користење на вештачката интелигенција. Моника, ви благодарам многу за издвоеното време утрово. Секако ќе ја следиме вашата работа и се оново што се случува ќе ни биде драго да го пренесеме тука во Македонија наутро. Благодарам многу за поканата, ми беше навистина чест и задоволство.